почитувани граѓанки и граѓани, почитувани представници на медиумите, дозволете ми во мое лично име да го изразам најдлабокото почитување кон сите припаднички на женскиот пол во чест на празникот што се празнува, а тоа е меѓународниот празник 8 март, и да ви го честитам денот на жената кој представува символ за борбата за права и за еднаквост на жените во целиот свет. Вечерва во Скопско Дебармало ги посетивме полициските службеници од единица за интервентна полиција, кои извршуваат теренски активности во овој дел од Скопје, кој денеска во чест на празникот има значително зголемена фреквенција. При тоа посебно задоволство представува фактот што еден дел од овој тим се токму припаднички на женскиот пол, кои празникот ќе го одбележат работно, рамноправно со своите колеги на терен, преземајќи службени активности во насока на зголемување на безбедноста и на одржувањето на јавниот ред и мир. Радува фактот што во оваа единица, која кон крајот на минатата година одбележа 3 години од нејзиното формирање, покрај тоа што структурно се прилагодуваше на стандардите на истородните полициски формации, ги прифати и имплементираше во своите редови сите процеси што во последните неколку години беа инициирани и реализирани во МВР од аспект на родовата рамноправност и правичната застапеност од своите редови. Оттука и редовно ги охрабруваме припадничките на женскиот пол да покажат уште поголем интерес за учество во оваа единица, чија улога е извонредно важна во нашето секојдневно политичко работење на подрачјето на градот Скопје, со цел поголема безбедност и сигурност кај сите наши граѓанки и граѓани, зашто говори статистика според која во првите 2 месеци во 2023 година, споредено со истиот период од минатата година, бележиме намалување на вкупниот криминалитет за 31,55%. Од аспект на родовата еднаквост, би сакал да нагласам дека на ниво на организацијски единици во МВР можеме да се пофалиме дека 48% од раководните позиции се доверени на жени. Исполнетоста на принципот на застапеност на жени на раководни позиции е евидентна и во бирото за јавна безбедност, па жените се на раководни позиции на одели како помошници директорки, началнички, командирки, жени покрај во интервентна полиција се вклучени во специјалните единици, ги покажуваат своите врвни професионални перформанси како пилоти, што порано не беше случај. Новиот колективен договор меѓу Министерството за внатрешни работи и Македонскиот полициски синдикат е прв колективен договор во државна управа кај нас, во кој се употребува родовиот речник, а со кој предвидовме и паричен надоместок во висина од 100 евра во денарска противредност за секој новородено дете на жени вработени во МВР, кои што ќе се реализираат како мајки. Нашите цели се задоволни полициски службенички и службеници, со кои можеме да претендираме на уште подобри резултати во работењето во полза на сите граѓани. Само така, со заеднички заложби и учество во овие процеси, ќе го зајакнеме општеството на еднакви граѓанки и граѓани, и тоа по сите основи. Честит 8 март, символ на борбата за права и за еднаквост на жените во целиот свет, на сите граѓанки на Република Северна Македонија и на сите припаднички на македонската полиција. Благодарам.